Се појави во Радуша на прославата на 6 годишнината од крајот на воените дејства. Се представи како грчки новинар кој работи за канадска новинска агенција. Стоеше рамо до рамо со првите луѓе на ДУИ. Направи ја посебна чест. Збореше веднаш по идеологот на она Фазли Велиу. Збор му даде Талат Джафери. На ваш дим, стоим мисафири на Греција, Зоти Николас, номер 1000. Со својот говор за голема Илирида, тој ги воодушеви присутните. 2 сата потоа му ги покажуваа поранешните позиции на она. Веднаш по прилогот на А1 за прославата во Радуша, во нашата редакција се јавија неколку граѓани од Ресен. Тврдеа дека се работи за нивен сограѓанин по името Никола, попознат како Коле Диамантот. Екипа на А1 отиде во Ресен. Нема смисла да се зборува за него, тебе си е болен човекот. Си има мака и проблеми. Се лошо што некои луѓе не го познаваат и му веруваат за се оно што се изјави во јавноста и Тие малце мислам шизофреничен ние, човекот мислам дека сега се занесува со некој работа. Ево сега и на еден го снима пред некој ден во кој беше един во Тетово, гостила кај беше тоа Дуи кој беше. Тамо на албански пак се изрази сега и сам не знаеш дали е албанец, дали е грк, дали е македонец. Имам слушано, мислам, доше дека се правел влегувал и се правил верата менувал дека се муслиман бил. И во џамија. Го разбра колку дека е неверник и го избрка оттаму, значи. Баравме информација и од полицијата. Ни рекоа дека се работи за лицето Никола Константинидис, кој до 2003 се презивал Михајловски, од татко Младен и мајка Јорданка. Тој е по татко Младен, дојден од Команово некаде бил, мајка му почината, Јорда, Бог да се прости, мисли. Но кои се неговите врски со првите луѓе на Дуи? Рафи Залити вели дека го познаваат од 2002 година. Во кое својство тој зборуваше 2002 година, се чувствува како албанец од Грција и ние му дадовме збор. Во Ресен денеска го пронајдовме лично Колјо Диамантот. Тврди дека бил службено поканет во Радуша. На лична покана присуствував на прославувањето на 115-та бригада на ослободителната армија на Илирида. Неговите сограѓани велат дека Никола во минатото бил опасен по околината. 86-та тој имат извршено покушај за убиство. Го имаат удрено детено со нож. Еден со нож го дупна. После вамо имаше еден гробар во Ресен, Бранче, со чекан го удри. Никола синоќа го сретнавме и на прославата на 6 годишнината на Охридскиот договор во Гостивар. Даваше и изјава, инсистираше дека е новинар, но падна на првиот тест. Протон, јас не водам. Протон. Потоа продолжи на грчки јазик. Оти апарато зитима, тоа ортазмо, по мегалу албанику, етнику символизму, во апотилите, o agonas που διεξάγονταν το περίοδο το 2001 εν μέσω των αλβανικών απελευθερωτικών στρατών της Ηλιρίδος. Се сликаше и со лидерот на Дуи Али Ахмети. Подосна, откако пратеникот Рафи Салити му го представи на својот лидер Ахмети, Никола се пригорнуваше со некогашниот прв човек на ОНА. Така, тој постепено стигна и до ситуација да ги пречека и испраќа рамо до рамо со првите луѓе на Дуи сите гости што учествуваа на синокешната прослава во Гостивар.